И денеска се продолжува со понижувањето на македонската демократија и на македонското собрание од страна на нелегитимниот премиер, кој што во доцните часови, во утринските часови веќе го изгубивме и осетот за времето, прекинуваше пратеници со дофрлање од место дека многу викали и не можел да ги слуша. Очигледно е дека премиерот денови има проблем со задржување на вниманието и не е подготвен да се соочи со аргументите на опозицијата. Туку излегува и чита готови текстови од пресконференции на партијата што му ја остави Зоран Заев. Вчера го видовме како на јавна сцена навредува одговорница со зборови кои не доликуваат на прв човек на влада која се декларира за проевропска. Во обид за дефокус, премиерот и денеска навреди наша колешка на сексистичка основа. А во текот на вчерашниот ден колега го нарече дека е глупи август, а се дополни со нова изјава дека бил пион кој што можел да стане кралица. Но конјот за секојаш ќе останел конј. Брука. Ова е дно. Обичниот пион на Дуи, односно на Артан Груби, патем речено на кој му аплаудираше ова тука парламентарно мнозинство додека овој се криеше под клупа, пати од комплекс на помала вредност, затоа што не бил на избори и не е избран. Но сепак сака да стане кралица и мисли дека може да ги навредува избраните пратеници. Една работа е домашното воспитување, кое премиерот очигледно е дека го нема. Но друга работа е непознавањето на политичкиот систем на државата во која владата треба да одговара пред парламентот, а не обратно. Премиерот има проблем со слушање на нашите аргументи, затоа што тој немаше ниту аргументи да одговори на прашањата на колегите пратеници во текот на изминативе денови за разрешување на министрите. Но не даде и никаква аргументација за предложените министри. Ете толку од овој неизбран премиер, кој не го почитува овој дом на граѓаните и нивните представници, кои за разлика од него се избрани. Почитувана македонска јавност, како што реков, ај што трајно неспособниот не даде никаква аргументација за разрешувањето на министрите. Туку и не сака и не дава никаква аргументација за предложените министри. Не дава никаква аргументација за нивната способност, за нивните квалификации, не кажа ниту збор за нивните достигнувања кои го импресионирале за да ни ги предложи. Не кажа ниту збор за нивните јаки страни кои би биле додадена вредност на неговиот тим кој што е во распаѓање. Ниту даде образложение како планира новите министри да ги подобрат ресорите, за кои ги предлага во следните 10 месеци, колку што му остана од узурпираниот мандат како премиер. Ниту збор за луѓето позади кои се подпишал и ни ги нуди да ги гласаме на слепо. Беседеше 15 минути за проевропски сојуз и ја сатанизираше ВМРО ДПМН, повторно брендирајќи дека е антиевропска. Веќе чуена излитена реторика во која ни самиот не верува. Бидејќи ферски е да се каже дека довербата во Европската Унија е намалена токму во периодот на владење токму на него лично и на неговата влада. Од 70% на 49%. И сега на овој прогресивец, како што самиот себе се доживува, а според лекарски наод трајно неспособен, ние треба да му веруваме. Што треба да очекуваме ние како пратеници од освежената влада? И зошто треба да му веруваме на неговиот предлог кој што сам не сака да си го образложи? Зошто ние пратениците би му верувале на Ковачевски? Јас лично не му верувам затоа што лажеше кога минатата година овде ги предлагаше дека биле најдобри истите, оние кои ги разрешивте со новиот лед во место, односно со новото зголемено и стабилно мнозинство, со изброј на пратеници со колку што и беа изгласани. Ете, ако има доблест, нека излезе и нека каже дали овие предлози за министри се подобри од претходните и по што, односно во што се подобри. Минатата година владата му ја направи Заев и го постави него за премиер, а оваа влада сега му ја прават во Тирана, премиерот на Албанија и лица од Косово. Тој е само нем послушник и спасител на Артан Груби. Премиерот ветуваше зголемено мнозинство и што доби трговецот, ученикот и наследник на Зоран Заев. Во главата на премиерот се создаваат нови математички правила во кои 64 е поголемо од 64. Со примената на тоа ново математичко правило СДСМ го загуби министерот за правда. И не е проблем што неговата партија редовно губи и прави отстапки од предизборните ветувања, туку е тоа што се прави на сметка на државата. Со новите промени во владата само ќе се зголеми неефикасност и неефективност на владата, а тоа веќе ни е познато и докажано. Македонија не памети толку неспособна власт, која не е во состојба да изгради најосновни, елементарни инфраструктурни објекти. Не е способна да визуализира, да испроектира, изфинансира и реализира нешто позначајно.
Дуи и СДСМ се во 6-та година на владење, последна година на владење, значи предизборна година во која повторно ќе ветуваат брда и долини, а ќе се изгради ништо. Нормално за тоа ќе ја задолжуваат државата и, како што реков, нема да градат, туку ќе крадат, односно по истиот принцип како и до сега. Си ги преспаа 6 години и се обидуваат да ни представат дека ДМК сега се будат од зимски сон. И ете, само што не ни тргнало. Откако ги изротира албанските партнери во владата, сега ја имаат алијанса за албанците и вака кадровски појачани и освежени, ќе можат да се зафатат со проблемите на граѓаните и во овие десетина месеци ќе го покажат своето знаење и своето можење, односно крадење и лажење. Дали ќе се реализираат капиталните проекти во овој период, што ги вети Социјалдемократскиот сојуз во нивната агенда? Читам од нивната програма. Автопатишта во должина 260 км, Велес, Прилеп, Битола, Струга, Требеништа, Струга, Ќафаса, Гостивар, Кичево. Има ли некој информација до каде се овие патишта? До каде е гасификацијата на Гостивар? Овде точно е напишено дека се обврзува дека ќе ги градат и изградат овие проекти до 2024. Гасификација на Гостивар, 80-та страница. До каде е гасификацијата на Штип, 79-та страница. До каде е проширувањето и реконструкцијата на регионалниот пат Македонски Брод Скопје, 81-та страница. Има ли некаква визуализација за оваа работа? На 81-та страница сте ветиле изградба на старечки дом во Кочани, отворен и затворен базен, изградба на спортска сала. Сте ветиле дека ќе имате гасификација на Кочани. До каде е таа гасификација? До кај се овие базени? Имаме ли некакви информации? Пред некој ден бев, односно пред некој месец бев во селото Чифлик во Чешиново Облешево. Тоа е едно од селата кои што имаат највисок природен прираст во Источна Македонија. Таму луѓето немаат водовод, сме го ветиле, односно сте го ветиле тој водовод. Знаете што ми рекоа? Нека не доаѓа овој Љупчо Николовски што тоа ни го ветуваше. Сте ветиле реконструкција на патот Чифлик-Умлена Робово во Пехчево. Амандмани имавме предложено за оваа работа. Втора година поред. Ги одбивте. Сте ги ставили у програма, а сте ги одбиле. Ветувавте граничен премин Клепало, рестартирање на рекреативен центар Малешево-Берово, изградба на пат Берово-Радовиш. И за ова имавме амандмани. Ги одбивте. На 71 страна од вашата програма е ова. Сте кажале дека ќе ги санирате слечиштата на меѓународниот пат Кочани, Каменица, Делчево и проширување со трета лента. Не знам дали некој од колегите од Истокот патува натака на тој крај, па да видиме таа трета лента. До каде е со неа? Се возили и со која брзина може да се води по таа трета лента? Сте ветили изградба на експресен пат Кочани, Делчево, граничен премин Делчево, преку Истибања и Калиманско поле. За ова исто имаше амандман. Ништо не е реализирано. Ништо досега од ова што сте го ветиле во вашата програма не сте реализирали. Нема ниту еден поголем проект или позначаен инфраструктурен проект. Ќе ве подсетам, и тие што беа започнати од владата на ВМРО ДПМН не се довршуваат или чекаа да помине време, да се подзаборави, па за да се пуштат во употреба. Такви беа случаите со автопатите Миладиновци Штип, Демиркапија Смоквица, на кој владата на СДС не стави ниту еден клин, туку само стави и нови патарини. Од тука јасно е дека исто како што оваа агенда, што предмалку ја читав, што ја ветуваа на граѓаните обична фарса, памфлет, желботека и обид да се забошатат и ублажат мултивекторските предавства со трајни последици по државата од страна на СДС и ДУИ. Истото е и со новата влада, која ќе има најкраток рок на трајање и има една цела, односно не цела година до низиниот конечен пат. Ви благодарам.